Првото маратонско 5-часовно рочиште за предметот познат во јавноста како шамарите за Жерновски, односно насилството во општина Центар, заврши со признавање на вине на четврто обвинетиот Томислав Лазаров, советник во општината од ВМРО-ДПМН. Додека останатите 27 од обвинетите, меѓу кои и лидерот на ВМРО-ДПМН Никола Груевски, се изјаснија за невини. Специјалната јавна обвинителка Фатиме Фетаи во завршните зборови за издвоената постапка за Лазаров изјави дека токму Никола Груевски е тој што ги поттекнал послушниците во партијата да го извршат кривичното дело насилство. Сопартиците на Лазаров не сакаат да го коментираат неговото признавање на вина. Се што има да кажам во судот. Ви благодарам. Благодарам, имате разбирање. Ви реков, не би можел ништо повеќе да добавам. Имаме и две раздвоени постапки. Една против обвинетиот Димчо Крстев, кој што денеска се пожали дека не е здравствено добар и дека е потребно адвокат да ангажира, па од добронамерни причини, нели, за да му се овозможи да биде подобар и да ангажира адвокат, постапката е раздвоена против него. Втората раздвоена постапка е против обвинетиот Томислав Лазаров, кој што ја призна вината за кривичното дело што му се ставя на товар. Таа постапка стигна и до завршни зборови и единствено се очекува објавување на пресудата во четврток. Каква пресуда? Денеска продолжи расправата по однос на овој случај, во кој што еве за прв пат имав можност да се изразам и да се искажам дека сум невин. И се надам дека што побрзо овој процес ќе заврши и со тоа ќе се заврши целата оваа приказна и ќе се докажи мојата невиност. Имаше признание на вина од ваш сопартиец, како коментирате тоа? Тоа е четврто обвинет и се рачуна дека преку него директно оделе договарање. Не би можел да го коментирам, тој може би има некои лични причини зашто тоа го кажува, најдобро е него да го прашате. Јас се искажав за мене и сите други се искажаа за себе. Ви благодарам.